Како директор на СОУ Ѓорче Петров Прилеп, пред се имам должност да ги информирам родителите на учениците од населените места, чии деца учат во ова училиште и користат посебен линиски превоз до и од училиштето, дека сметано од 10.2.23 година до денес, училиштето нема обезбедено посебен линиски превоз за учениците кои посетуваат настава, а се од населените места. Од страна на општина Прилеп, за тековната 23 година, се обезбедени финансиски средства за обезбедување на јавна набавка, превоз на ученици со вкупен износ од 37 милиони денари. За таа цел, општина Прилеп има издадено согласност за склучување на договор за јавна набавка и го овласти Средно општинско училиште Орде Чопела да биде носител на групната јавна набавка за превоз на ученици. Предметната постапка е во тек и пред скоро завршување. Она што треба да се истакне е дека за учебната 21-22 година беше склучен договор за јавна набавка за превоз на учениците од населените места. Заради доцнење со отпочнување на постапката за јавна набавка за тековната 23 година и потребата од превоз за учениците пред крајот на 22 година, на 28.12.2022 година беше склучен анекс кон основниот договор, со кој важноста на договорот беше продолжена до 10.2.2023 година. Од 10.2.2023 година наваму, училиштето останува без обезбеден превоз за учениците. Училиштата кои се вклучени во групната јавна набавка, со исклучок на нашето училиште, со превозниците, имаат склучено и втор анекс кон основниот договор за превоз на ученици за 21-22 година. Како директор, од мене беше побарано и јас да склучам ваков анекс кон договорот, кој важел за претходната учебна година. Меѓутоа, сакам да укажам на тоа дека анекси кон договорот за превоз на ученици за учебната 21-22 година можат да се склучуваат во висина од најмногу 20% од вредноста на јавната набавка и тоа најдоцна до истекот на 2022 година. Но не и тековната 2023 година, затоа што со буџетот на општина Прилеп за оваа година предвидени се средства за превоз на ученици, кои единствено можат да бидат потрошени преку постапка за јавна набавка, но не и на ваков начин преку склучување на втор анекс кон договор кој важел за претходната учебна година. Вака настанатата состојба се одразува врз непреченото посетување на настава од страна на учениците од населените места. Од тие причини, до одделението за јавни дејности на општина Прилеп, како и доносителот на групна јавна набавка за превоз 2021-2022 година, гимназијата Мирчацев, беше укажано на состојбата. Истовремено, од нив беше побарано мислење дали постои согласност за склучување на еден ваков анекс одговор, но до денес од нивна страна немаме добиено никаков одговор. Заради утврдување на причините кои доведоа до ваква состојба, но и утврдување на одговорноста за неизвршување на надлежностите околу организирање на превозот на учениците од страна на локалната самоуправа, денес до Државниот просветен инспекторат е поднесена иницијатива за вршење на вонреден инспекциски надзор со цел да се лоцира чија е одговорноста за настанатиот проблем. Уште еднаш, од името на колективот на СОУ Ѓорче Петров, изразувам жалење за настанатата состојба. Истовремено, до родителите на учениците од населените места упатувам апел во следниот период од 8 до 10 денови додека заврши јавната набавка, доколку имаат можност сами да го обезбедат превозот на учениците до училиштето и назад, се со цел учениците да не ги пропуштат наставните активности. Ви благодарам. Во овој момент јас сум доведена во таква ситуација да не можам да го потпишам вториот анекс договор, заради тоа што веќе е завршен првиот анекс, кој што важеше до 10.2. Овој вакуум простор, каде што нема обезбедено превоз, доколку јас го потпишам анекс 2, јас ќе влезам во дејствие за кое што ќе бидам можеби и кривично гонета. Меѓутоа, учениците не треба да трпат прекид на наставата, затоа се обративме до локална самоуправа да добијаме одговор од таму, меѓутоа до ден денес одговор се уште немаме дали може на некаков начин да се овозможи учениците да имаат превоз. Во конкретниот случај за спорниот анекс број 2 за кој што е спорен за потпишување,
локалната самоуправа пред неговото подпишување остварила средба со директорите на 4 средни училишта, со исклучок на ова училиште, и им било предпоставувам кажано на директорите да го склучат таквиот договор. Законот за јавни набавки забранува по истекот на важноста на основниот договор да се склучува и да се продолжува со анекс време траењето или да се изменува во поглед на вредноста договорот за јавна набавка. Во конкретниот случај токму се работи за таква ситуација. Исклучувањето на таков анекс договор значи црпење на средства од основниот буџет на општина Прилеп, кои што не биле предвидени со буџетот за 2023, односно практично се упатува на црпење на средства без јавна набавка од оние кои буџетот на општина Прилеп ги обезбедила за 2023 да се трошат со јавна набавка. За жал, ваквата ситуација ги приморала директорите, предпоставувам, или да склучат вакви договори со цел да има непречен превоз на учениците, ама од друга страна повлекува и одговорност согласно Законот за јавни набавки, затоа што се заобиколува цела една постапка за јавна набавка, сепак се работи за милионски договори, кои за конкретниот период, па не знам колкава би била вредноста, предпоставувам 2 или 3 милиони денари, што овие училишта треба да ја исплатат на превозниците, а на таков начин во незавидна ситуација ги стават и самите превозници, затоа што како правни лица се должни да знаат на кој начин можат да ги обезбедуваат средствата преку постапките за јавни набавки.